Октомври е месец во кој на глобално ниво се подига свеста за женското здравје, особено за карциномот на дојка, кој што е втора причина по смртност во земјава, па и во светот. На оваа тема, ова утро, ќе разговараме со доктор Даниела Поповска, специјалист по онкологија и радиотерапија од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Ви благодарам. Да. Знам дека деновиве имате многу активности, од еден настан вие сте на друг настан и секоја чест за тоа како постигнувате да бидете и со вашите пациенти и секаде онаму каде што гласно треба да подсетите колку е важна раната превенција која спасува живот. Карциномот на дојка, реков, е втора причина за смртност кај жените во земјава, а според некои статистики кои не знам колку се официјални, од прилика околу 300 жени за жал ја губат битката на годишно ниво во нашава земја. Тоа значи дека се доволни или се уште не можеме да констатираме дека не се доволни овие кампањи кои што ги правиме во секој октомври? Дефинитивно не се доволни овие кампањи, дефинитивно не е доволна информираноста на жените, на луѓето. Сега зборувам жените затоа што најчесто карциномот на дојка е болест на жените, меѓутоа и мажите можат да заболат, значи затоа ни треба уште поагресивни да бидеме во кампањите, во зборувањето, во ширењето на информациите. Секогаш го кажувам, тоа и пак сакам да го повторам, многу е битно информацијата да стигне правилно до пациентите, да знаат што значи карциномот на дојка, прво како можат да намалат ризик за карцином на дојка, како можат рано да го детектираат, тоа што најмногу ни недостасува и како може правилно да се лекува, односно кои се сите можни опции во третманот на карциномот на дојка, затоа што карциномот на дојка е болест која што се лекува доколку се детектира во ран стадиум. Да. Од истите статистики до кои јас дојдов, годишно од карцином на дојка се разболуваат од 800 до 1000 жени. Она што успеав да го прочитам, но старосната граница порано била од 50-та до 65-та година. Сега веќе се променети нештата. Така е. Во Македонија немаме регистар на пациенти, односно заболени или пациенти, за да знаеме точно колкава е бројката, меѓутоа се движи некаде околу 1200, може би рекли до 1500 ново диагностицирани пациенти годишно. Бројката е тука некаде во нашто рековте во однос на смртноста на пациентите, затоа што 20% секогаш сметаме дека од тие се веќе со метастатска болест и тие се оние кои што се најризични во однос на прогнозата и во однос на преживувањето. На карциномот на дојка. Предпоставувам дека гледачите најмногу ги интересира превенцијата, симптомите кои не смееме да ги игнорираме и се она што би можело на некаков начин да ни даде сигурност дека барем во следниве година или две сум мирна, нема да имам потреба да одам на лекар. Колку чести треба да бидат овие прегледи и како самите можат да си прават само преглед? Најбитно е, убаво е тоа што го спомнавте, Суза, најбитен е само прегледот, затоа што не зависи од други, можеме да го изведуваме сами дома. Најмалку еднаш во месецот секоја жена би требало да си врши само преглед, да си го знае телото, да си ги знае сите промени на телото. Само прегледот се изведува и во стоечка, и во лежачка позиција може и треба да се изведува заради тоа што формата на дојките се менува, особено ако жените имаат волуминозни дојки и кај жените кои што се во репродуктивен период, да речам во цикличните менструални периоди, се изведува после менструацијата, затоа што во тој период можат нормално да се појават промени во дојката, кои што се менуваат заради хормонските промени во организмот на жената, а да не ги интерпретираме како нешто лошо. Значи, секогаш еднаш месечно барем само преглед, а останатите прегледи се однесуваат на скрининг прегледите, кои што секоја земја се адаптира од каде и кога да се почне, меѓутоа генералните се препораки се дека жените над 40 години треба да почнат со редовни мамографии. Значи мамографијата е она што е скрининг.
преглед. Сите други се само дополнување на мамографијата. Мамографијата прва кај жените покажува каква е дојката, колку е густа дојката, тоа е една од најбитните работи, заради тоа што густата дојка е ризик фактор за добивање на карцином на дојка, еден од ризик факторите, меѓутоа самото тоа значи дека можеби треба само скринингот или прегледите да бидат поинтензивни. Значи, она што сакам да го кажам денеска и како порака е дека пред се да се направи прва или базична мамографија, тоа е скрининг прегледот, а потоа прегледите зависно дали на 2 години или нешто порано ќе ги адаптира радиологот, мамологот или докторот кој што го води, зависно од базичната мамографија и дополнителните ризик фактори кои што ги има жената. Така. Ајде малку околу симптомите, ве молам. Кои се симптоми кои што би можеле да укажат на тоа дека нешто се случува и дека подитно мораме да закажеме преглед? Реков предходно, најбитно е да си го знаеме телото. Прво, секоја промена на телото. Кои се симптоми? Значи, понекогаш може да има туморска формација, тврдина, оток во дојката, која што може да се пипа, која што може да боли, која што може да дава сензација од типот на влечење, како може и да не боли. Може и да не боли, да. Меѓутоа може и да боли. Знаете, постои некогаш мислење меѓу жените, ако не боли, не е ништо, или ако боли е ништо. Не мора да значи, не треба да се врзуваат со такви неспецифични симптоми. Значи, меѓутоа секоја промена во градата од типот на тврдина, оток, болка која што трае и која што не е врзана само со менструалниот циклус кај младите жени, исцедок од дојката, влабнување на кожата, промена во бојата на кожата, промена во големината на дојката која што не била предходно, некаква тврдина или промена или топче, исто така под пазувите, сето тоа се знаци, вовлекување на брадавката, сето тоа се знаци и симптоми дека нешто може би се случува во дојката. И дека требаше уште вчера да отидеме на преглед. Да, уште вчера. Меѓутоа, ако не вчера, и денес е доволно добро. Така или утре. Меѓутоа, тоа треба секако да се направи. Така е. Благодарение на најновата технологија и апарати кои што ги има во Аџибадем Систина, целиот процес на лекување е далеку побрз и далеку поефективен. Кажете ни нешто повеќе каков е начинот на третман кај вас во Систина? Значи, начинот на третман за карциномот на дојка кај секоја пациентка е различен. Сакам да зборувам секогаш за индивидуализиран пристап. Значи, секој пациент е различен и ние ги правиме стратегиите во однос на карактеристиките на туморот, во однос на големината, во однос на тоа дали има позитивни јазли, дали е ограничена болест. Значи, секоја пациентка не се третира еднакво. Кај некои пациентки, зависно од типот на карциномот, големината на туморот презентиран и повторно ќе речам шлездите, може би е потребно. Тоа го дава стадиумот, а кај некои пациенти потребно е да се спроведува неоадјувантен третман, значи хемотерапија пред да се планира понатамошни чекори, односно оперативен третман, затоа што знаеме веќе денеска, податоците ни кажуваат дека на тој начин ја гледаме разликата, го гледаме ефектот на терапијата кај пациентките, меѓутоа тоа влие на преживувањето кај пациентките и на квалитетот на животот понатаму. Ние во Аџибадем Систина се трудиме заедно мултидисциплинарно секогаш да донесуваме одлуки кои што се најдобри за секој пациент поединечно, затоа зборувам дека за персонализиран пристап во лекувањето. И во последно време имаме една од најновите технологии, односно новата машина за зрачење, односно за радиотерапија, тоа е трубим акцелераторот, со кој што ја воведуваме стереотаксата како начин на лекување во сите малигни заболувања, не само карциномот на дојка, строго индивидуализиран и персонализиран третман со минимална оштетување на околните органи, а максимална ефикасна доза која што ја спроведуваме и во најмал
таргет, односно предвидена цел. Значи користиме, освен претходно веќе користената ИМРТ или интензитет модулирана терапија, волуметричната арк-терапија, кои што се исто така основи во стереотаксата, која што ја воведовме во нашиот центар. И нешто што е многу важно кога веќе пациентот се обрати или се соочува со сериозна диагноза е брзината на делување, со каква брзина ние ќе ги направиме сите исследувања, сите испитувања, да не се чека снимања по 1 месец или по 2, како што за жал често пати се случува во јавното здравство. Во услови на недостаток на кадар, се случува тоа да се чека подолго време и пациент кој што веќе има сомнелие, има поставена диагноза, поминува низ еден страшен период со тоа што се она чекање дополнително му ја отежнува ситуацијата. За среќа ние во нашата болница можеме за многу брзо време да направиме стратегија за третман, план за третман и да го спроведеме третманот. На тоа сме многу горди и тоа е она што сите наши пациенти го заслужуваат. Така е. Ајде малку да се навратиме на причините. Знаеме дека живееме многу стресен живот, живееме во многу загадена средина, но запрепастувачки се најновите податоци дека од карцином на дојка заболуваат и млади девојчиња. Девојчиња кои дури не се ниту сексуално активни, девојчиња кои не се ниту мајки и така натаму, значи во своите 20-30 години. Не само Македонија и светот се соочува со пораст на карциномите, вкупно, генерално гледано пораст на малигните заболувања и пораст на карциномот на дојка, бидејќи тоа е најчест кај жените. Младата популација, не само начинот на живот, ке речам, да, тоа не се оние надворешни ризик фактори, постојат и ризик фактори кои што се наследни, иако се во помала мера афектирани кога се работи за добивање на карцином на дојка, меѓутоа да, денеска и во редовната клиничка пракса се соочуваме со огромен број на млади жени кои што не се сексуално активни, не се, ке речеме, немаат родено, зашто го зборуваме ова, од аспект дека третманот, диагнозата и третманот влијае на планирање на семејство, на понатамошниот живот на секоја жена. А ние сакаме како доктори, како онколози да направиме цел тој процес на младите жени, на било која жена, вклучувајќи ги и младите жени кои што сето ова што претходно го зборувавме, се уште го немаат искусено, да им го олесниме, да го направиме на наједноставен можен начин со најмалку несакани ефекти, да го поминат, повторно да се чувствуваат жени, да се чувствуваат здраво и да можат да си го планираат своето семејство и својот живот понатаму. Значи, медицината нуди да може да се планира семејството, односно едно од последните достигнувања ќе речеме дека имаме потврда од клиничките студии дека и жени млади кои што имаат карцином на дојка можат повторно да имаат свое потомство. Односно, после ефикасниот третман зависи од стадиумот на болеста, можеме да планираме да се прекине терапијата и да си планираат семејство, па потоа пак да ја продолжиме. Ова е добра вест на крајот на разговорот. Знам дека оперирате секојдневно, знам дека непрестано сте на разноразни трибини, предавања, па и симпозиум имате денеска. Да. Затоа ќе ве ослободиме од обврските, иако би го продолжиле ние овој разговор и понатаму, но за жал времето тука некаде толку ни дозволува. Ви посакувам многу успешни реализирани приказни, со добар крај, со добра завршница на сите ваши пациенти и знам колку не е едноставно да се соопштат лоши вести, но борбата е на секој еден човек лична и секоја една приказна зависи од ставот на секоја пациентка како таа ќе се одлучи, дали ќе се бори или ќе се предаде. Така е. Борбата е лична, но е и заедничка. Значи, ние сме заедно во сето тоа, од едната страна секојаш е пациентот, од другата сме ние, меѓутоа заедно треба да ги носиме одлуките, затоа што нас не ни вреди нашето знаење, ниту симпозиумите, ниту сите клинички студии, ако не знаеме сето тоа да го имплементираме, да го примениме за пациентите и да им помогнеме најдобро што можеме. Така е. Ви благодарам за поканата. И јас многу ви благодарам, секогаш е задоволство да се разговара со вас.